Благодарам најпрви на поканата на Маријана и на Дарко, сопственици на фабриката Textile Solutions, која што е македонска компанија. Благодарам на присуството на медиумите. Поздрав до сите граѓани кои што ги гледаат вашите програми. Почитувана министерка за труд и социјална политика. Ми представува чест и задоволство денес што имам можност да бидам гостин и да поразговарам со менеджментот на компанијата Textile Solution, но и со вработените во оваа текстилна фабрика. Станува збор за семејна, извозно ориентирана компанија која има традиција од 30 години и визија за одржлив развој во годините кои се пред нас. Оваа денешна посета беше одлична можност да поразговараме и со работниците, но и со работодавачите за постигнатиот договор за зголемување на минималната плата на ниво од 18.000 денари. Вработените во Textile Solution, но и самата компанија во пракса ќе ги искусат придобивките од оваа владина мерка. За голем дел од вработените во Textile Solutions, повисоката нето плата за околу 45 евра месечно ќе значи зголемување на домашниот буџет, а со тоа и зголемување на животниот стандард. Од друга страна пак за менеджментот на компанијата е од огромна важност фактот што државата ќе го субвенционира делот кој што е поврзан со придонеси, со што се олеснува процесот за сите засегнати страни. Иако навидум сите позиции при почетокот на преговорите изгледаа спротивставени, сепак преку отворен диалог и меѓусебно разбирање успеавме да дојдеме до заедничко решение за повисока минимална плата, но и за методологија во која истата континуирано ќе расте. Исто така дефиниравме дека нивото на минималната плата нема да биде пониска од 57% од просечната плата. Ова значи дека растот на минималната плата во иднина ќе биде возможен без дополнителни интервенции и очекуваме многу брзо таа да ја надмине и сегашната договорена сума. За подсетување, во 2014 година минималната плата изнесуваше 8.800 денари, а веќе во март годинава таа изнесува 18.000 денари, односно повеќе од двојно повисока. Среќен сум и задоволен што постигнатиот договор, со кој 80.000 работници во земјава, меѓу кои и вработените во оваа фабрика, ќе имаат придобивки кои ќе значат подобрување на нивниот животен стандард. Воедно задоволен сум што оваа мерка ќе влијае позитивно и на останатите плати во другите индустрии, со што целокупно се подобрува квалитетот на живење во земјата. Владата на Република Северна Македонија уште посилно ќе продолжи да ја помага економијата и да создава услови за раст на платите. Се залагаме за унапредување на животниот стандард, а тоа го потврдуваат и бројките за раст на просечната нето плата, зголемената социјална помош, детскиот додаток, образовниот додаток, стипендиите, како и редовното законско усогласување на пензиите. Веќе имавме едно зголемување на пензиите во јануари оваа година од 2,9% со усогласувањето. Започнавме анализи за дополнително покачување и наскоро може да очекуваме повторно зголемување на пензиите. Ветивме и реализиравме мерки и во услови на криза. Со пакет мерки го поддржавме стопанството да ја зачува ликвидноста, овозможивме редовно да се исплаќаат платите, а ги поддржавме и најранливите категории на граѓани. Во година на светска криза остануваме фокусирани и понатаму на финансиска поддршка на граѓаните, но и на стопанството. Оваа компанија, покрај тоа што ги исплаќа редовно платите на своите вработени, има клиенти во најразвиените западноевропски држави, таа исто така е корисник и на другите економски мерки кои што државата ги нуди на располагање на домашните компании. Со изедначувањето на странските компании, кои што во минатото имаа приоритет и единствена можност да добиваат државни субвенции од страна на државата, со изедначувањето македонските компании ја добија таа можност. Textile Solutions е исто така една од тие компании кои што го унапреди својот производствен процес со нови машини, преку вложување во нови инвестиции, заедно со поддршка на државата, и на тој начин не само што ја зголемува минималната плата на вработените, туку ја зголемува и продуктивноста и отвара нови пазари за својата компанија. За крај, сакам да ви посакам успех во работата, да продолжите да освојувате нови пазари, да го зголемувате бројот на вработените, да растат платите, државата ќе е ваш партнер во целиот тој период и ќе работи посветено и ефикасно на подобрување на деловниот амбиент во државата. Ви благодарам.